Се намалува бројот на хоспитализирани пациенти од трагедијата во Кочани кои се сместени во домашните болници. 10 повредени се пуштаат на домашно лекување. На сите кои ќе бидат испишани од клиниките им се направени комплетни токсиколошки анализи и се во стабилна состојба. Од 115 пациенти кои се лекуваат во странство, еден кој е на лекување во Истанбул е со сериозна и критична слика. Дел од повредените кои биле на механичка вентилација се веќе екстубирани и дишат самостојно, а има пациенти кои веќе се на нозе и за една недела ќе бидат пуштени дома. Министерот Таравари вели дека следниот предизвик за повредените се превенција од инфекции. Веќе денеска отворивме и темата на враќање на пациенти. Од идната недела гледате дека имаме најави од одредени држави кај што пациентите веќе и се движат и се во добра состојба, за да подготвиме протоколи како ќе биде нивното враќање, дали ќе треба да се сместуваат, секако ќе бидат прегледани од наши доктори. Тие што се во сосема добра состојба, после преглед од наш доктор, може да се пуштаат и да одат дома. Следното, значи, со кое што ќе се соочуваме се инфекциите и надвор од државата и во државата, затоа ќе бидеме внимателни за да превенираме максимално што можеме за да нема компликации. Сите 47 пациенти за кои се грижат македонските лекари се во стабилна состојба, потврдува травматологот Игор Марџановски. Тој вели дека со надчовечки напори се борат за секој човечки живот. Последниот авион со двајца потешки случаеви беше Сабајлево во 4 часоти и 30 минути трансферирани. И во моментов сега пациентите кои што се наоѓаат во Република Македонија се згрижени. Не очекуваме да имаме влошување на нивната состојба. 20 пациенти после пожарот во Кочани побарале помош на клиниката за токсикологија поради вдишување на отровни материи. Од нив 13 поради влошување на состојбата и потреба од механичка вентилација биле префрлени на хируршките клиники. Во понеделник ќе ги собереме, се надевам, сите наоди од исследувањата што ги правевме во претходните денови и ќе донесеме заклучок што понатаму со пациентите. Секако дека и од кога ќе ги испишеме, тие пациенти ќе останат извесен период под наша контрола, затоа што труењето со отровни гасови може да дадат и доцни компликации, кои што ние ќе мораме навреме да ги детектираме, за да можеме навреме и да реагираме евентуално да не настанат некои уште потешки компликации. Здравствените власти велат дека повеќе нема да се праќаат пациенти надвор од земјава. И дел од приватните болници информираат дека остануваат отворени за прием на повредени пациенти. Аџибадем Систина се става на располагање за бесплатен третман на сите пациенти од Кочанската трагедија. Во однос на трошоците за лекувањето во странство, Таравари јасно рече дека тоа е бесплатно. Тој потсети дека Министерството обезбедило и патување за двајца родители или членови од семејството на секој пациент, како и нивно сместување во странство, нагласувајќи дека нема потреба од спекулации, дека некои семејства треба да платат за третманот.